Свети Пантелеимон. Свети Пантелеимон е манастирска црква во истоимениот манастир во селото Горно Нерези, на планината Водно, 8 километри југозападно од Скопје. Манастирскиот комплекс е ограден со високи ѕидови, а во него се наоѓаат црквата, изградена во македонски стил, и манастирските конаци. На ѕидовите на овој споменик на културата е сочувано фрескосликарството, кое што по своите квалитети се вбројува меѓу врвните дострели на византиското сликарство од времето на династијата Комнини. Црквата била подигната од византискиот принц Алексеј Ангел, син на Константин Ангел и Теодора, ќерка на византискиот цар Алексеј I Комнин. За подигањето на црквата во 1164 година ни сведочи надписот на мермерниот надвратник помеѓу нартексот и наосот на црквата. Црквата, која е изградена во македонски стил, според своите димензии спаѓа во редот на помалите цркви од типот впишан крст во правоаголен простор, односно комбинација со слободен крст. За градење на црквата бил употребен обичен кршен камен, изваден во околината на манастирот и тули, кои со големо мајсторство се претворени во полихромни површини, што го нагласува впечатокот како објектот да израснал од една монолитна стена, која во горниот дел завршува со една голема, осмострана и 4 помали четиристрани куполи. Композицијата Оплакување Христово е позната тема која се сретнува речиси во сите цркви насликани пред и после живописувањето на Нерешката црква. Но оплакувањето во Нерези од сите нив се разликува. Не толку по иконографските посебности, колку по известни елементи што се покажуваат како достоинство на непознатиот зограф од Нерези. Во прв ред тоа е нагласено истакнување на внатрешните чувства на прикажаните личности. Пресвета Богородица е насликана како мајка која плаче над својот мртов син. Нејзиното лице покажува болен израз на длабока болка, а погледот е вперен во лицето на мртвиот син, кого што го држи во драматична преградка. Црква Свети Прокопи, заштитник од земјотреси Кале. Досега се пронајдени и делови од фреско живопис, првично датиран во 13 или 14 век. Тие веднаш се однесени на конзервација во лабораторијата на Музеот на Македонија. Фрескосликарството е пронајдено на ѕид во секторот. Фреските се најдени недопрени, сочувани се боите, на еден дел има слој и од постар живопис, веројатно се од 13 или од 14 век. Пронајден е и камен бигор карактеристичен за горни делови од црквата. Во доцниот среден век на Скопското Кале постоеле најмалку 3 црковни храмови. Меѓу средновековните цркви кои се наоѓале во утврдениот град Скопје, со својата монументалност, предничел храмот посветен на Пресвета Богородица Троеручица. Токму во неа, на 16 април 1346 било извршено крунисување на Душан. Подоцна на 21 мај 1349 во Скопје бил објавен и познатиот Душанов законик. Се предпоставува дека законикот бил официјално објавен токму во црквата Пресвета Богородица Троеручица. Од времето на кралот Милутин се црквата Свети Прокопи, како и манастирот Свети Јован Крстител. Амо е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни.